На владата и дојде прекуглаво од републичкиот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Таа го задолжи Министерството за правда да преземе активности и веднаш да ја почне постапката за негово разрешување, која треба да заврши со гласање во собранието. Според владата, причината за поведувањето на постапката за разрешување е низиното разочарување од неговите постапки, кои биле надвор од своите надлежности, надвор од законот, но и разочарувањето на граѓаните од нефункционирањето на системот, нефункционирањето на правната држава или воопшто нарушената доверба во обвинителството. Разочараноста на владата од постапувањето надвор од законските надлежности. Разочараноста на граѓаните од системот кој не функционира, а секојдневното продолжување со ваквите состојби резултира со нарушена доверба и нефункционирањето на правната држава. Конкретно 4 точки се однесуваат на состојбите кои се случиле во обвинителството и судството. Дополнително, последното именување за вршител на должноста шеф на Вишото јавно обвинителство во Скопје е одлука која е незаконска, односно надвор од одредбите пропишани во Законот за јавното обвинителство. Според Митева, чашата ја прелеа последниот извештај на Transparency International кој покажа пат од 2 индексни поени на земјава во однос на минатата година, рангирајќи ја Македонија на 88-та позиција од вкупно 180 држави. За сега да се најде во друштво со Казахстан, Суринам и Виетнам. Во извештајот дури 4 точки се однесуваат на скандалите во судско-обвинителскиот систем и неговото нефункционирање. Инаку во Законот за јавното обвинителство е точно пропишана процедурата за тоа како се разрешува јавен обвинител. Тој може да биде разрешен од функцијата пред истекот на 6-годишниот мандат поради незаконито, ненавремено или недоволно стручно вршење на функцијата, ако со своето однесување и действување покажува дека не е способен за извршување на функцијата, ако не поднесува барање за покренување на кривична постапка за случаи предвидени со закон иако го нарушува угледот на функцијата. Предлогот на владата преку Министерството за правда оди до Советот на јавните обвинители, кој го разгледува барањето и треба во рок од 15 дена да даде свое мислење. На таа седница Коцевски не треба да присуствува, бидејќи е член по функција. Според истиот закон, избирањето и разрешувањето на републичкиот обвинител се врши од страна на собранието. За да се избере или разреши обвинител, потребно е да гласат 61 пратеник за. За избор на нов обвинител пак, владата го предлага кандидатот за кој што е Советот на јавни обвинители треба да даде позитивно мислење. Барањето за разрешување на Коцевски доаѓа паралелно со барање за интерпелација на 5 члена на судскиот совет во собранието, кој е дел од напорите на власта за конечно средување на состојбата во правосудството.